Градежната јама ископана на улицата Прилепска во Маџир Мало, која треба да биде темел за нова зграда, им прави проблеми на околните жители. Велат дека јамата не е доволно обезбедена, па при ископот срушен е зидот на куќата која што се наоѓа зад мене. Во Маџир Мало, освен сопственикот на уништената куќа од која можеше да се види како електрични уреди висат над јамата, ги начекавме и градежните работници кои со механизација работат на земјиштето, но и представник од инвеститорската фирма Икар Хом. Сопственикот на семејната куќа Зоран Крстевски за телевизија 24 раскажува дека ноќта кога паднал зидот, за среќа немало никој дома и немало повредени. Вели дека штетата е голема и ќе бараат оштета. Јас не бев тука ноќта кога падна, тоа беше сабота према недела на Великден. И кога се вратив во вторникот, гледам овде куќава пола паднала. Ова куќа сум јас роден 1906. Сум преживел тука поплава, сум преживел земјотрес, тука ми се деца родени, ова ми е наследно дедо. Со кое право влегува во приватна собственост и руши куќа без око да му трепне? Крстевски раскажува дека инвеститорот пред да почне да гради, ги повикал да дадат изјава дека во случај ако има некаква штета, истата ќе му биде платена. Но тие не се согласиле на тоа, бидејќи не сакале нивната куќа да биде под ризик. Веднаш откако се случила незгодата, случајот го пријавиле и во полиција, но и во општина Центар. Излегол инспектор на лице место, направил увид и дал се изјаснил дека е се во ред, обезбедено, може да продолжи да се гради. За тоа колку се почитуваат законските одредби за безбедност при работа и дали е направена контрола на терен, телевизија 24 ги контактираше и општина Центар. Оттаму потврдија дека инспекторот направил увид и му наложил на инвеститорот да го обезбеди земјиштето околу куќата. На инвеститорот му е наложено подитно да изврши санација на земјиштето со цел да се обезбеди стабилност и безбедност на соседниот објект. Од Икар Хом, инвеститорите на земјиштето за телевизија 24 кажаа дека штетата ќе биде надоместена и објектот ќе биде вратен во првобитната состојба. По завршената градба на колективната стамбена зграда се обврзувам да вратам во првобитна положба се како што било на околните катастарски парцели. Дека не соодветно обезбедени градилишта и темелни јами може да однесат и човечки животи, покажа трагедијата од пред неколку дена кога градежен работник загина на градилиште во Кисела Вода, а тројца други беа повредени. Отворените и небезбедни градилишта го отвораат прашањето колку вредат човечките животи и на градежниците и на жителите од околината, но и колку се почитуваат законите за безбедност при работа.